Благодарам на прашањето. Навистина, ова е еден, така да кажам, процес кој што е исправен пред нас со сета своја сериозност и со сета своја суштина на самиот проблем, како што е проблемот кој што Република Грција го има со нашето уставно име. Јас сум убеден во неколку работи сигурно, а тоа е градењето на пријателска атмосфера, меѓусебното зголемување на доверба во сите области, дека ќе создадат минимум услови да се разговара отворено и за вака суштествено прашање како што е проблемот со уставното име кој што Република Грција го има. Јас сум убеден дека постои решение за се. Искрено очекувам да бидат ослободени перспективите на Република Македонија, секако и од Република Грција. Голем дел од работите зависат од нас, но овде ни треба поддршката и помошта и од самите соседи. Секако тоа зависи и од Република Грција дали ќе биде ослободен патот на Македонија кон Европската унија и НАТО, а тоа е преку станување на полноправна членка на НАТО или поточно добивање датум, покана од страна на НАТО за полноправно членство и во делот на Европската унија добивање датум за отпочнување на преговорите. Секако верувам дека постои решение да се одблокираат процесите, а при тоа интензивно да се фокусираме да изнајдеме решение и на ваков сериозен проблем. Амбиентот мора да биде создаден во двете земји за решавањето на проблемот. Јас ги разбирам нашите јужни соседи, пријатели на Република Македонија, кои што не им е лесно во поглед на ова прашање, но не е лесно и кај нас во Република Македонија да изнајдеме брзо решение на овој проблем. Во тоа име искрено ја барам поддршката и помошта од граѓаните на Република Грција, од власта, опозицијата, од владата, од парламентот, од сите, да конечно Македонија го направи исчекорот, а тоа е исчекорот кој што го чекаме од 2005 година во поглед на нашите интеграции во Европската унија или исчекорот кој што го чекаме во поглед на НАТО од 2008 година, заради тоа што за Македонија алтернатива нема, освен полноправно членство во Европската унија и во НАТО. On the name issue, I don't have anything to add because on the EU level it's something for the member states and therefore it's important that the discussions are going amongst the involved countries. Немам што да додадам за прашањето на името. Во контекст на Европската комисија, Европската унија, ова е прашање на кое што треба да работат двете земји. As Commission, we have every interest, I have every interest to arrive on a point where we can give a positive recommendation. Како комисија секако е од наш интерес да дојдеме до фаза во која што ќе можеме да дадеме позитивна препорака. But this is to a very high extent linked to concrete progress on the area of urgent reform priorities. Но ова е тесно поврзано со напредокот што ќе се постигне во спроведувањето на итните реформски приоритети. That's why I'm here in June. That's why tomorrow Mr. Priebe will be there. The day after, people from my General Directorate will be here in order to assist the government and all the others in the administration to make the necessary progress because we have a joint aim and we would like to deliver on that. Затоа сум денес тука, затоа утре пристигнува Прибе, затоа заутре доаѓаат представници од мојот генерален директорат да и помогнат на владата во постигнувањето на и исполнувањето на тие приоритети, впрочем да помогнат во исполнувањето, постигнувањето на нашата заедничка цел. Прво,
почит на високиот гостин кој што е во Македонија, би сакал да се држиме до темата, но ќе дадам кратки одговори заради тоа што ви се важно. Коментарите на нашиот пратеник апсолутно се нешто за кое што ниту јас, ниту владата, ниту мнозинството се согласуваме. Се надевам ќе се извини, ќе ги повлечи заради тоа што тоа не е наш интерес. Граѓаните мора да бидат еднакви пред закон и за граѓаните мора законите да важат исто и сите да бидат исти пред институциите заради кои што тие институции постојат. И апсолутно само тоа е возможно за едината на нашата заедничка Република Македонија. Во поглед на прашањето за унапредување на законот за употребата на езиците е дел од приоритетите кој што се составен дел на оваа агенда за која што и денеска ја дискутиравме. Дел на Охридскиот рамковен договор, знаете дека едно од важните прашања со кое што сакаме да ги затвориме тие поглавја е унапредувањето на законот за употреба на езиците. Согласно сите процедури, штом ќе биде се подготвено, јас сум поддржувач да ова прашање биде отворено на дебата, се дискутира и бидат донесени самите одлуки. Знаете дека нашите ставови по ова прашање се многу јасни. За нас јазикот е алатка да се разбереме и апсолутно немаме никакви предрасуди. Впрочем, ја повикувам и сегашната опозиција која што најави позитивен однос кон граѓаните од албанско етничко потекло да бидат навистина на висината на таа најава и конечно сите да донесеме заедничка консензуална одлука и по основ на ова прашање. Впрочем, претходната влада во 2 наврати направи унапредување на законот за употреба на езиците. Денеска презентиравме пред комесарот Хан наш акционен план. И тоа е една од предпоследните фази на кои што работиме. Секако следува состанокот со председателот или шефот на експертската комисија на Европската комисија, а тоа е господинот Райнхард Прибе, со кој што ќе одржиме состаноци и други високи представници овде. Целта ни е на 1 јули да го заокружиме овој акционен план и на најтранспарентен начин, на најјавен, јавно достапен начин ќе го објавиме пред граѓаните. Секако сериозно внимание има на многу области за кои што се обративме и јас и комесарот во нашите видувања. Една од тие сериозни области е реформите во правосудството.